Почитувани гледачи, го продолжуваме циклусот на емисии 60 минути со интервјуа кои што се емитуваат на порталите Пеланет и Безистен МК. Денеска имаме чест да разговараме со магистра Татјана Димитровска Манојловик, кандидат за пратеник во изборната единица 5 од партијата Глас за Македонија. Добар ден. Добар ден. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да учествувате во оваа емисија. На почетокот би сакале да ве запрашаме зошто се одлучивте да учествувате на овие избори како кандидат за пратеник баш од партијата Глас за Македонија. Да речем добар ден и за вас и да ви се заблагодарам на поканата. Исто и од моја страна е чест да учествувам во овие 60 на минути. Сакам исто така да ги поздравам и граѓаните и да им препорачам да излезат на овие избори и да го дадат својот глас. Јас како кандидат на листата за нашата изборна единица 5 на политичката партија Глас за Македонија, се одлучив заради тоа што на човек за да постигне нешто не е доволно само да зборува, туку потребно и да направи акција. И верувам дека, како што рекол Хери Милнер, целокупниот напредок на човештвото се случува само затоа што одредени луѓе се одлучиле да бидат поинакви. После скоро 30 години тонење на Република Македонија, заради недоветни, неморални, алчни, полуобразовани политичари кои насила ја изиграа волјата на народот, сериозно удирајќи по македонската национална посебност и самосвесност, некако природно ми беше и логично да се приклучам кон партијата Глас за Македонија, која се роди како крик на сите овие случувања во изминатите 30 на години и која во дадениот политички момент значеше повик за создавање на платформа за обединување и ширење на вистината и љубовта кон модерна и напредна Република Македонија. Ми се допадна програмата на партијата и да повторам пак дека се одлучив на акција, а не само на едно демагошко зборување дека овој не е добар, онај не е добар, и нешто треба да се промени. Дека нешто треба да променам. Некако и природен и логичен рефлекс ми беше здружувањето со луѓе кои не само што чувствуваат, туку и се сосема убедени дека нашата држава е системски претворена во небиднина и во овие 30 години е донесена на работ на бездната. Дали таа бездна ќе се избегни или ќе падниме во бездната, ќе влезиме до нејзиното дно, зависи од овие избори, зависи од гласот на народот и зависи навистина од одлуките на народот. Еден наш пријател и поддржувач партијата Глас за Македонија има речено вака: жени паметни, убави, искусни и мајки свесни, скромни, неагресивни, но стамени. Бидејќи тоа сме жените во политичката партија Глас за Македонија, затоа што и основачот и председателката на партијата, професор доктор Сол Загрчева, и исто така подпредседателот, професор доктор Наташа Котлар Трајкова, која е и носител во нашата изборна единица. Значи сме навистина наоружени со знаење, искуствени, со љубов кон татковината, со посветеност и со храброст. Тоа не значи дека во Глас за Македонија политичката партија нема мажи. Напротив, исто така има и возрастни мажи кои тие ги имаат истата љубов и посветеност кон Република Македонија и кои се храбри и кои сакаат да победи модерна, современа, модерна Република Македонија и да излезиме од ова 30 годишно тонење да крениме глава. Ние велиме дека партиите се разликуваат по програмите. Секоја партија на изборите излегува со подготвена програма. Вие имате
програма обемна на интернет, која што може да се види, но имате и акценти од програмата 2020 година, која што е доста интересно составена, формулирана, накратко објаснето. Што е тоа што ја разликува оваа партија и оваа програма од програмите на другите партии? А и партијата како партија во што се разликува од другите партии? Па, како што уште и на почетокот реков и како што ги направи структурите и костурот на работата и на програмата на оваа партија председателката професор доктор Слоза Грчева, значи ние во партијата сме свесни дека дојде време да понудиме почесна работа и многу знаење. И заради тоа навистина да потенцирам уште еднаш и да повторам дека нашето здружување беше некако спонтанно. Ние нешто посебен притисок немавме, туку сами се контактиравме меѓу себе и се вклучивме во конституирањето, да речеме, работата и изготвувањето на програмите на оваа партија. Политичката партија Глас за Македонија, значи е една партија која е несмислено да се употреби зборот дали е мала или голема. Јас мислам дека по народски речено партијата си е тамам. Значи партијата има доволно од сите профили. Ние сме сите собрани со долгогодишно практично искуство, работно, професионално. Сите професионалци во своите струки. Во своите струки. Значи да повторам пак уште меѓу нас има поголемиот број се храбри. Па еве и ова е еден храбар чин што јас вака излегувам прв пат, да речам, да зборувам на една политичка тема. Сум настапувала досега многу пати во мојата професија. Република Македонија сум ја промовирала и презентирала преку мојата професија, но прв пат ми се случува ваков настан и тоа си го земам, си го припишувам како една вашата професија ја оставивме за крајот на нашиот разговор. Да, и се разликува по тоа што е тамам, како што реков, партија од сите возрасти, со сите профили, образовани и сите со работно искуство, со практични, значи не само со теорија, со практични знаења и партија која во својата програма ги вклучува и мислењата на народот и партија која сака да го врати достоинството на Република Македонија, сака да направи една современа држава, сака да му го врати гласот на народот и сака ги врати на народот искрадените пари и идеали. И уништените идеали. Глас за Македонија е навистина политичка партија која својата програма ја креира и ја посветува за подобрување на животот на народот и Глас за Македонија е секогаш отворена за приметби. Не само во програмата, туку воопшто, реакции од народот, дури и ветува дека основните и најважните, значи крсните прашања во Република Македонија што се однесуваат на пример национални прашања и така натаму, сите ќе бидат донесувани врз основа на референдум на кој народот ќе има право да се изјасни дали нештото го одобрува или не го одобрува. На кои полиња имате повеќе акцент ставено во оваа програма? На кои области? Значи, политичката партија Глас за Македонија ги има опфатено сите области. Так. Од животот, дури и од политиката, и не можам да кажам дека ако некој смета дека е поинаку, дека се форсира некоја област повеќе. Ако смета некој поинаку, ние сме отворени да прифатиме соработка, дека се форсира некоја област повеќе, односно дека сме нешто пропуштиле. Значи, ние пред да ги напишеме акцентите, значи вие како што рековте, имаме програма од 200 и нешто страници. Таа е поголема, пообемна, гломазна, но не мислиме дека
треба народот да се оптеретува со толку голема програма, затоа ги ставивме акцентите, за кои што председателката професор доктор Солза Грчева ја објасна нејзината мисијата на нашата партија и исто така даде ветувања, за кои сите се обврзавме дека ќе ја поддржиме да бидат ветувањата исполнати. Значи, нашите ветувања не се само празни зборови, ние не велиме дека до утре, за еден месец, за 100 дена, за неколку дена ќе ги исполниме ветувањата. Овој народ сигурно знае дека преку ноќ ништо не може да се смени, особено 30 годишен процес. Не може сега, ќе ги затворите очите, вечервава ќе заспиете и другиот ден од сабајле утрото ќе биде поинаку. Не, тоа е долготраен процес, ние тоа го знаеме, ние систематски работиме на нештата и не можам да речам дека имаме акцент особено на една работа. Акцентот ни е глобален, да Република Македонија ја направиме современа, модерна држава, да го вратиме гласот на народот и да излезиме од сиромаштијата. Значи, во овие 30 години Македонија навистина е на работна бездната. Јас дури мислам дека и е почната да паѓа во бездната и народот е осиромашен. На народот не му се потребни ваучери од 3000 денари со кои се купуваат гласови, например, од едните или од другите, или ваучери за одење на одмор. Значи, со еднократно купување од 3000 денари македонски производи, вие не го решавате целиот живот. Друго, исто на што посветивме внимание од Глас за Македонија, е значи, маркетичката, да речеме, рекламната кампања, исклучително скромно. Знаете владата какви мерки во 5 до 12. Така, момент ги намали средствата за оние кои што не се запознаени и затоа на партиите им беше скратена поголема медиумска презентација. Сепак, пред неколку дена ние имавме можност да се видиме со вашата председателка и кратка средба со носителот на листата Беа во Битола. Колку сте задоволни, како граѓаните ја прифатија професорката Солза Грчева? Имаше средби на широк сокак со граѓани? Професорката Солза Грчева е секаде добро прифатена. Во Битола огромен број на луѓе се изразија дека навистина е дојдено време за промени и дека навистина политичката партија Глас за Македонија е еден од водителите, односно носителите на постапките и на програмата кон тие промени. Можам да кажам, како што е тоа многу пати досега кажано, дека стравот на луѓето е нормален заради моменталната ситуација, дека постојат огромен број на луѓе кои се плашат да излезат на избори заради здравствената состојба во државата, заради глобалната епидемија, односно пандемија со заболувањето, но мислам дека вистинскиот човек, еве да не речам јас, за мене е исто голем македонец онај кој е муслиман, онај кој е христијанин, онај кој има друга вера, онај кој има друга националност. Например, ние во партијата имаме и турчинка од Македонија, таа така се декларира, јас сум турчинка од Македонија. Ние сите сме големи македонци и мислам дека ја дојден последен момент, значи, народот да се свести и да излези на гласање, за да не пропаднеме во бездната. Со гордост се представувате како локал патриот, битолчанка, македонка, која што имала можност да работи во други држави, но сте се вратиле во Битола. Исто така и вашиот татко имал можност да работи во странство и тој се вратил во Битола. Значи, себејно си ја сакате Битола повеќе од се, барем таков печаток може да се добие. Сега, како кандидат за братеник битолчанка, кој што би требало да не представува во Собранието на Република Македонија, кога се во прашање националните интереси на државата, зашто ќе се залагат? По однос на националните интереси на државата, реков дека многу работи ќе бидат поставувани со референдуми, да се изјасни народот. Значи, ние ќе го слушниме гласот на народот.
Ние сакаме да ја изградиме Македонија како една демократска држава која инвестира и го штити секој граѓанин. Значи, по однос на манифестот на АСНОМ, тука сме јасни, мора да се врати во преамбулата на Уставот. Значи, треба, исто така сме јасни, по однос на Борбаме за внатрешна употреба на името Македонија? Или за надворешна? Ние, значи, сме за поништување и тоа е едно од ветувањата на председателката професор доктор Солза Грчева за поништување на штетните договори за државата, односно не само што се штетни, него сосема е неприфатливо несиметрични, асиметрични договори. Значи, за мене, јас пак ќе речем, јас не сум политичар, јас многу си ја сакам, исклучително со голема љубов и ентузијастично, како првиот ден кога се вработив си ја работам професијата. Јас не го сметам нештото за договор ако ти ги имаш сите права, а јас само обврски. Значи, по однос на името Република Македонија, ние ќе се залагаме за внесување на името Уставна Република Македонија во Организацијата на Обединетите нации. Значи, меѓународни договори и сојузи ќе се случуваат. Значи, не дека ние сите договори за добро соседство и така натаму се ќе поништиме и сами ќе видиме. Не, мислам, тоа нема никаква логика. Значи, човекот како единка... Меѓународни договори на рамноправна основа. Да, човекот како единка, односно една партија како единка, како екстрем, не може да успее. Многу ни е јасно дека секој индивиду е дел од социјална личност. Значи, не можеме ние сами да останеме нормално, дека ќе склучуваме договори, но, како што рековте, да, рамноправни договори. Не некој се да бара, а некој да мора се да дава. И јас морам да го кажам тоа, зашто луѓето, не знам, изгубени во својото очај, во своето разочарување, честопати пропуштаат некои изјави и на домашни и на странски, да речам, политичари. Например, на 24 март 2018 година еден поранешен државен секретар на Соединетите Американски држави, Лоренс Игелбергер, изјави за македонската телевизија дека ако Македонија одлучи да си го задржи уставното име, нема сила која може да ја присили да го смени. И исто така, тој потенцираше дека не може да се менува име, без разлика дали е тоа држава или единка. Са некој вас да ви речи дека ќе бидам среќен ако името Шенол Мемиш си го смените. Значи, народот треба да знае дека никој не поставува за членување во некоја асоциација промена на име. Еве, јас сум членка на многу меѓународни асоциации од мојата област, па никој не ми рекол името Татјана Димитровска Манагловиќ не ме бендисва. Не може со тоа име да членуваш. Така, правото на самоопределување го има секој народ, да, и да се избери покрај другото име на собствената држава. Да, значи по однос на националните интереси тоа го кажав, а по однос на не само како, да речам, локален патриот кој сум на кандидатска листа на ова изборна единица, значи на изборната единица 5, сакам да потенцирам дека тоа е прва задача на политичката партија Глас за Македонија, и тоа важи генерално во рамките на цела наша република, да речам, дека основно и прво е борба против корупцијата. Значи, токму заради таа корупција, Република Македонија е сега на работ или веќе почната да пропаѓа во бездната. Значи, навистина треба да се создаде едно некоруптивно милје за живење на овој народ и за работење на овој народ. Во изминатите 30 години само слеп човек нема да види и само глув човек нема да ја слушни корупцијата во сите овие 30 години, и политичката партија Глас за Македонија и на државно и на локално ниво силно ќе се бори
против корупцијата, не само, да речам, декларативно, туку Декларативно, и извинете што ве прекинувам. До сега и сите други партии декларативно се бореа против корупцијата. Во другите програми ќе го најдете тоа како дел од разбира. нивните програми, но за жал фактите и вистината се сосема поинакви. се разбира, се согласувам, но Глас за Македонија најавува системска борба против корупцијата, не само декларативно, односно вербално. Ние ќе донесеме закони за потекло на имотот. Тоа е едно. Носење на закони за конфискување на нелегално стекнат имот. Да нема застареност на ниту едно кривично дело. Да нема испуштање од затвори, еве, туку така, како да се прогледа низ прсти. Селективни амнестии. Да, за селективни амнестии веќе мислам не треба ни да разговараме. Тоа е нешто кое само по себе се подразбира. И се случува само кај нас. И да, се случува само кај нас. Значи ние имаме примери како на пример Обединетото кралство, значи во Британија е сведена корупцијата на минимум, односно на 0%. Значи ние не сега дека нешто ќе измислиме. Има во светот, има примери за се. Јас секогаш сум рекла и уште од како мала сум имала своји идеали. Например, идеал во жена со однесување, во жена за изглед, во жена со образование. Значи, треба да се следат некои идеали и треба да се негуваат тие идеали. Зашто некој ако нема идеали, не живее. Ете туку нема така. Смисла нема живот. смисла неговиот живот. Точно. Да речам, со системската борба против корупција, Глас за Македонија ќе се бори за создавање на силна и независна држава, за ревизија, за ревидирање на процесот на криминалната приватизација и денационализација, системска работа за развивање свест за општествено корисни и одговорни граѓани. Како дел од борбата против корупцијата, спаѓа и деполитизацијата на јавните установи, односно предпријатија. Значи, во овие изминати 30 години, со исклучок на почетокот, ама 25 и 6 години сигурно во јавните установи и предпријатија немате раководител, односно директор кој не е припадник на една политичка партија. И е многу жалосно што овој народ таа игра 25 години ја прифаќа и толерира. Иди една гарнитура на власт, претходните разрешува. Мислам, нема тоа една многу несмислена, една многу штетна работа да вие разрешите директор, например, на една болница, од претходната гарнитура бил А, сега ние идиме како нова гарнитура и ставаме само гарнитура ради тоа што не е член на нашата партија. Но, да. Не земајќи го во предвид неговиот професионализам. Професионализам, тоа веќе не е ни прашање. Точно поставувањето на партиски војници на раководни функции е дел од корупцијата, зашто тие го организираат системот на јавни набавки, го организираат распишувањето на значи јавните огласи, односно тендери, конкурси и така натаму. И таму е корупцијата и митото најголеми. Значи се знае дека во тие јавни предпријатија и установи на тендер, односно на јавен оглас добиваат фирми, еве да се изразам така популарно, блиски на власта, и тоа е значи најголемиот степен на мито и корупција, и токму во тој смисол со департизација, односно деполитизација на раководителите на јавните установи, директори, да речем, и на јавни предпријатија, ќе се намали исто така степенот на мито и корупција. Не можам да речам дека ќе се донеси на нула. Значи, апсурдно би било јас да речам дека политичката партија Глас за Македонија во еден месец, во 2 месеци, во 3 месеци на нула ќе сведи корупцијата. Така, но тој процес еднаш треба да започне. Да, но точно тоа дека тој процес мора. Имате интересен предлог за департизирана државна изборна комисија. Точно во која така. што би работеле само професионалци. Точно така. И би биле делегирани на друг начин, а не преку политичките партии. Да, точно така. Значи во државната изборна комисија
веќе ноторно е тоа што се заменуваат личности од една и од друга партија и крајно време е тоа да престане. Да престане тоа, мислам, е наликува на една не знам дали да речам жалосна или смешна, на една трагикомична игра и на тоа треба да се стави крај. Воопшто во Македонија треба да се слушни гласот на народот. Треба народот да одлучува кој ќе биде на тоа место, да се изјаснува. Еве пак да земам за пример институцијата во која работам. Зошто да биде директор некој од партија А или некој од партија Б? Па тие што се вработени во болницата знаат кој е најдобар. Зошто тие да не се изјаснуваат кој треба да ја води болницата, кој треба да води да ги води посебните оддели, односно одделенија. Доста е соменување, навистина не е смешно, навистина е трагично, тоа се јас дојдов, ќе го сменам стариот. Па пак некој ќе дојде, па пак мене ќе го смени. И почнуваме однова со нови правила, со нови и тоа треба да се стави крај. Јас сум поборник на идејата дека никогаш не е доцна и после 30 години таков систем велам дека не е доцна, но жалосно е што во овие 30 години ние изгубивме многу голем дел на професионалци кои си заминаја од Македонија точно заради тој систем и никако не може да си го најдат своето место овде. И мислам дека токму во јавните предпријатија треба да бидат одбрани најспособните, професионално најдобрите и јавните предпријатија да се вратат во служба на народот. Значи, самото име кажува, јавно. Не е тоа на партијата, нити на едната, нити на другата, нити на ничија партија. Јавно се знае што е. Јавните предпријатија и јавните установи треба да видат услуги, сервиси, да се вратат во народот. И народот да кажува, да одлучува за тоа. Ајде, додека сме во ова поле, демократија и човекови права, прочитав некаде во вашата програма дека најавувате и поинаква соработка со невладините организации. Како ја замислувате таа соработка? Невладините се коректив на власта, барем тоа треба да бидат. Да, невладините организации треба да бидат коректив на власта, но за сега ретко кој е. Јас барем не сум видела. Единствено сега во претходните 4-5 дена ми се обратија мајки на деца со посебни потреби, значи таа невладина асоциација која ги издружува родителите на децата и на лицата со посебни потреби. Гледам дека е департизирана и гледам дека пројавува интерес да ги нотира, да ги забележи недостатоците на сите претходни влади и ние имаме намера значи тоа е едно цивилизирано вонпартиско соработување, на цивилизирана вонпартиска соработка, не само со оваа асоциација, туку со сите невладени асоциации и сме расположени за коригирање на недостатоците кои досега биле пропуштени. Еве јас како лице кое сум многу пати во изминатиот мој работен век сум дошла со родители на деца со посебни потреби, оти сум работела во јавна аптека, честопати сум се среќавала со родителите без разлика дали иделе да подигаат лекови или да купуваат, да речам, лекови. И јас и сум им помагала, мислам, на волонтерски начин и знам што значи за едно такво лице да недостасува некој лек, да недостасуваат средства. Прво што мислиме да направиме е да ја поништиме старосната граница на лицата со посебни потреби кои добиваат, кои немаат физички грешки, но имаат, например, аутистичен синдром и такви спектри на психолошки и психички заболувања.
посебни и симптоми, да ја прекинеме, да ја укинеме старосната граница, зашто тие лица досега во цел изминат период земаат финансиска помош само до 26 години. И после се поставува прашањето, тие што се на пример со оштетен слух и оштетен вид земаат и понатаму, но на пример некој дете со аутизам или односно некое лице со аутизам веќе 26 години е возрасен или со Аспергеров синдром или било како и да е, до 26 години земва, после не земва. Тоа што значи дека болеста исчезнува? Не. Болеста не исчезнува, значи прва работа е таа и второ ќе се политичката партија Глас за Македонија ќе потпиши соработка со сите невладини организации, на прво место е ова да речам, за имплементирање и во работата и заживување на повелбата на Обединетите нации за лицата со посебни потреби, нејзино имплементирање во сите сфери на животот, за да се изгради едно похумано општество за овие лица и да овие лица бидат дел од секојдневниот живот, да имаат еднакви права како и здравите. Без било какви селекции? Без по било каква основа? Селекции. Јас намерно ги спомнав, значи ја спомнав ова асоциација бидејќи имам искуство. Тоа не значи дека Глас за Македонија ќе соработува исклучиво со така, ова го кажавме како пример на можна соработка. Значи, да повторам пак, дел од соработката представува исто враќање на гласот на народот. Значи, политичката партија Глас за Македонија се залага на вистина, не декларативно, туку вистинско враќање на гласот на народот, да се слушни гласот на народот. Добро. Преминуваме на една од во наводници најболните теми кај нашите луѓе. Тоа е немаштијата, сиромаштијата, економијата. Секоја партија на различни овие работи ги перцепира. Има кај вас во вашата програма некои интересни и уникатни решенија за наредниот период. Вие сакате да работите повеќе на зголемување на моќта, силата, економската моќ на малите и средни предпријатија. Ајде малку повеќе за ова. Да, политичката партија Глас за Македонија си зацрта развој и инвестирање во национална економија и националниот економски интерес да биде врвен. Значи да се напушти неолибералниот концепт на економија и да се усвои и да се промовира една национална економија како единствен принцип. Регионален развој, тоа не значи дека ние ќе прекиниме сега да соработваме, да речеме, со соседите или ќе ги прекиниме сите економски врски со Турција или ќе ги прекиниме сите врски. Не. Не е тоа некое, да речем, ограничување дека ние сами. Не. Ние промовираме стимулирање на домашната економија и домашното производство, стимулираме, значи, мерки за малите и средни постоечки и за оформување на нови фирми од тој тип, значи фирми во областите на услугите, на земјоделието, конкурентски индустрии, особено на преработувачката индустрија. Значи, основно, за да успеат тие работи, исто така е и овозможување да тие се производите да се транспортира, значи изградба на патишта, да има и заживување на железницата. Значи, ние од овде, особено сега вака во пандемија која е, од овде до, да речем, до Грција, до границата, имаме проблем да транспортираме нешто, да се подобри транспортните можности на производите и на заживување како еден од предусловите за успешен бизнис. Да, значи основно ни е стимулација на средните и малите предпријатија и стимулација на домашниот бизнис, да се создадат економски македонски брендови. Значи, на пример, ако е за
ете да речем во Мијачијата таму Галичник Лазарополе е познато по производството на млеко, млечни производи, има многу мандри, значи да се брендира галички кашкавал, да се брендира мавровски кашкавал. По однос на производствените постапки да се вклучат на вистина професионалци со искуство, да производите имаат стандардни постапки на производство и стално да бидат исто. Не сега да не набројувам, оти голем е бројот и да неблагодарно е да споменувам, например, купувате кашкавал од една иста млечна индустрија, во една самопослуга има еден вкус, во друга самопослуга истиот тој производ има ист вкус. Исто така, исто од некоја млечна индустрија купувате сирење, на 1.6 има еден вкус, на 1.7 има друг вкус. Значи мора да се подобрат постапките на производство, да се подобри квалитетот, да се зајакни контролата на производствените постапки и на вистина ние имаме Македонија треба да биде горда на можностите за производство на храна. Сум слушала многу интервјуа со странски политичари, да речам и економисти, интервјуа кои не биле водени само во Македонија, односно значи во услови на Македонија, туку и надвор од Македонија, и сите тие потенцираат дека Македонија е една држава која има огромни можности за производство на храна и за суровини за производство на храна. Па ние тука имаме огромен капитал на кој што во изминатите 30 години не се посветвало внимание. Имало периоди значи во сите овие 30 години кога и покрај производството на македонски раноградинарски производи, на пример од типот на домати, се увезвале од странство, да пример од Грција, од Турција. И се уште се увезуваат. Значи тоа треба да се полека да се напушта. Сега не да речеме да ставиме вето. Не сум поборник на вето, како што и не сум поборник на казни. Јас не сум поборник на казни. И политичката партија Глас за Македонија смета дека образованието, едукацијата не само во однос на образование од типот на школство, туку воопшто во сите сфери едукацијата треба да се зголеми. Значи, овој народ не само да се притиска пред избори, еве вака, да биде како едно гласачко тело, не. Значи, овој народ има интелектуални капацитети да се едуцира и во сите сфери да се едуцира. На овој народ треба да му стане јасно дека например, македонските домати треба да бидат брендирани. Македонските краставици исто треба да бидат брендирани. Македонското преспанско јаболко во нашата изборна единица и не само во Преспа, туку и тука во овој регион, околу Бистрица и натаму треба да биде брендирано и треба да биде промовирано. Јас, еве за среќа на нештата, во рамките на СФР Југославија студирав во Лјубљана. Значи, до магистерски студии сум се образувала во Лјубљана. Значи, на Лјубљана, на пазар, да речам, популарно да се изразам, на пазар, сите што продаваа јаболка беа македонци. Значи, сите беа македонци. Исто така граф што продаваа беа македонци од Тетовскиот крај. И во самопослугите исто така имаше градинарски и производи од Македонија. Сега, за жал, тоа е невозможено. Значи, по однос на земјоделието, да нагласам дека политичката партија на Глас на Македонија ќе се обиди не само да го стимулира земјоделското производство и производството на храна, односно прехранбената индустрија, туку ќе обезбеди и пазар и надвор. Значи, и секоја влада така треба да направи. Секоја влада треба да се погрижи еден земјоделец ако произведува нешто или една прехранбена индустрија ако произведува нешто да може да извези надвор, да најди пазари. Зашто Македонија производителот треба нешто да го произведе, да го пласира, а некој друг треба не да го ни продаде. се служува како во претходниот период кога револтирани
од ниската цена на јаболка во Преспа ги уништуваат јаболката, или револтирани лозари во Неготино, Тинскиот таму и Валандовскиот крај ги уништуваат грозјето и така натаму. Имавме истурвање на млеко, нели? И истурвање на млеко и така. Незадоволни производители на млеко. Да, по однос на тоа, по однос на производството на храна и производство на земјоделски производи, значи воопшто досега државата ја заостанува во промоцијата на еколошко производство, зашто точно Македонија има услови за тоа. Единствена пречка во сите овие години е во увезувањето на отпад. Значи, една од главните мерки на Политичката партија Глас за Македонија е забрана на токсичен, односно на забрана на било каков отпад. Да не се претвори, од и сега е цела територија на државата претворена во депонија. Значи, Македонија не е депонија. И не треба да види депонија никогаш. Македонија треба да се исчисти и Македонија е, да речам, лулка на можности за производство на еколошка храна. Македонија и покрај незината димензија, значи е мала, но е лулка на култура, лулка на историја, и ова не го зборувам на памет, не дека сум јас патриот или локален патриот, туку тоа сум го докажала. Јас сум живеела, значи, толку години во Љубљана, сум живеела и во Австралија, сум работела и во Словенија, и во Австралија, и сум работела и во Грција, што еве зборувам и грчки јазик и така натаму, изборувам и други странски јазици. Значи, секаде каде што сум била, македонскиот човек е истакнат. Е истакнат и е жалосно да не се промовираат тие способности на македонскиот човек. Ајде, кога сме веќе кај промоцијата и поврзано со економскиот дел од програмата, што правиме со туризмот? Значи, да кажам Имате дека... ли тука конкретни предлози? Да. По однос на туризмот, Македонија има извонредни можности. Некој ќе речат, ама немаме море. Значи, секој пат не е задолжително да имаме море за да имаме добар туризам. Дури постојат огромен број на луѓе кои преферираат езерски туризам и кои преферираат планински туризам. Значи, еве, јас пак ја земам за пример Словенија, бидејќи таму сум студирала и сум била толку години. Словенците чекаат петок попладне и да заминат во планините. Значи, заживување на тој промоција. Ние имаме и неколку примери тука. Во Дихово, например, имаме тие неколку вили, кои многу добро, дури не само регионално и локално, туку и во светски ранг добро котираат секоја година, со исклучок на годинава заради состојбата со пандемијата. Нема да видите толку голем број на странски гости, но во изминатите години во тие вили доаѓале луѓе од најразлични и од најоддалечени краи на светот и си заминувале воодушевени. Значи, да речам, со исклучок на увезувањето на отпад, ако тоа се прекини, Македонија може да стане една многу привлечна, еколошка и туристичка држава со огромен број на природни убавини. Да додадам посебно нели во нашата петта изборна единица, во петтата изборна единица, езера, особено се двете езера, да, Пелисте, кои не се само природно богатство и можност за туристички развој, тие се можности за културен развој. Ние имаме толку културни споменици во регионот и значи по Охрид е заштитен град на УНЕСКО. Не знам дали ми се доволни 3 дена да кажам само за Охрид, не ми се доволни, затоа што за Охрид има многу што да се каже, нели, од манастири, од прв универзитет во Европа и така натаму. Да кажам дека особено во најтесно локално тука ниво
да не го набројувам само Пелистер и Баба, убавините на природните богатства на Баба планина и на Пелистер, ние имаме и други, да речам, цивилизацијски и историски, да го ја вметнеме историјата во туризмот. Во 91 година една американска професорка, Марија, мислам дека ги бута стака, има некое ерменско потекло, издаде книга насловена како цивилизација на боговите. Насловната страница на оваа книга представува артефакт пронајден во Велушката тумба. Тоа е доказ дека во Македонија, значи во Велушка тука тумба, се најдени најстарите и постари од 8000 години надземни куќи во Европа. Значи ние имаме не само сувопарна можност за развивање туризам, само како поим туризам, ние имаме навистина богата можност за тоа да презентира во туристичката понуда да вклучиме многу други работи, од еколошка храна, од значи историски, културни, цивилизацијски Хераклеја не е доволно посетена. Да, а е толку близко до Битола. Да. По тој однос дека еве сега ме подсетивте на Хераклеја, во 2018 година имав гости и од Словенија и од странство. Значи ден денес не можам да се ослободам од срамот што го доживеав. Водичот таму во Хераклеја, сем македонски јазик, никој друг јазик не знаеше. Значи дури ни српски не знаеше, полусрпски, полумакедонски им зборуваше на тие што беа од Словенија, на тие што беа од странство веќе не е, да не дискутираме за тоа. И дека тој воопшто не беше нити археолог, нити историчар на уметност, туку по партиска линија беше вработен таму. За прашањата што гостите ги поставуваја, мислам, не сакам нити да се подсетам, затоа што навистина многу непријатно ми беше и многу мизерно се чувствував. Ете, за среќа, моите познавања беа доволни за да им одговорам, но тоа не значи дека секој пат не е доволно. Значи секој пат тоа не е моја професија. Значи јас можам да одговорам и би ми било срам да не знам да одговорам од мојата професија. Ако не знам, ќе дадам можност да испитам и да одговорам. Но од областа на културата, од областа на наследството културно и историско, да е вработен човек со партиска припадност и да не знае да одговори на прашање на посетител и тоа од странство, не знам, мислам, останувам, немам зборов. Пред малку најавивте дека би забраниле увоз на отпад, кој што се преработува се гори буквално во печки во Македонија. Декларативно сите се залагаме и за чист воздух, ама чист воздух никако да дојде кај нас, посебно не во зимскиот период, кога изминатите неколку години бевме лидери во светот по загаденост. Посебно Скопје, Битола, Тетово. Бевме на првите неколку места на светските ранглисти на најзагадени градови. Дали има во вашата програма дел посветен и на чистиот воздух? Да, секако. Тоа е, мислам, не само на политичката партија Глас за Македонија, туку на секој човек треба да му е јасно дека ние резервна планета немаме. Значи, Земјата ни е единствена планета кај што можеме да живееме сега за сега. Ако не во меѓувреме, ако не се изнајдат услови за живење на некои од другите планети. Значи, политичката партија по однос на екологијата има програма за чист воздух, значи има еколошка програма и има зацртано мерки за намалување на загадувањето од транспорт. Например, има многу држави низ Европа кои го ограничуваат возењето на бројот на возила. Така, јас, бидејќи овде живеам на семафор,
на Сабајле кога одам на работа и гледам и во едниот и во другиот смер возила со по еден човек внатре. Значи тоа не може да биде оставено на совеста на народот е многу важна. Јас на пример повеќе од 20 години и зима и лето, само кога не врни снег, одам со велосипед на работа. Значи да се намали возењето на автомобили, особено на оние кои продуцираат гасови. Исто така, тука спаѓа и модернизација на улиците, модернизација на канализацијата. Значи, она што ни се случи пред неколку дена во Битола, со поројните дождови и со врнежите, тоа не е прв пат, тоа се повторило досега многу пати и јас не знам како никој не се сетил да првен да провери, а после да ги исчисти шахтите. Значи, основно, треба да се тоа редовно да се контролира и да се поправа, да се модернизираат улиците и канализацијата, да се промени, да се модернизира. Исто така, една главна работа е, реков, прва и основна забрана на увоз на било каков отпад во Македонија. Исто така, селекција на отпадот. Јас сум... Имаше повеќе обиди кај нас да се селектира отпадот, но некако, барем досега е безуспешно. Значи, селекција на отпадот во целата држава. Јас сум била низ многу европски држави и градови и дури пред една година прочитав дека Словенија ќе биде прва држава во Европа без отпад. Многу е важно прво да се действува, да се едуцира народот, да се действува, значи пак сум за тоа. Да, казните се мерки и тие се честопати ефикасни, но доста и не се ефикасни, туку напротив раѓаат револт кај народот. Значи, во тој смисол дека земјата ни е единствена планета кај што треба да живееме и треба да ја чуваме сите и да се грижиме за неја, едукација во тој смисол е едукација на еколошките аспекти на живење. Да повторам пак, например, совеста на народот во Словенија можеби е поинаква, не велам не, но особено после војната во Југославија од 1992 година наваму, да ви кажам дека во Словенија најмалце словенци има. Значи има особено од Босна, има од сите поранешни југословенски републики има луѓе таму. Тие исто се приспособиле, се адаптирале на условите таму. Кога одите низ Љубљана, гледате, како да речам, едни значи правоаголни оџаци, кои малце излегуваат од улиците, и на сите тие се со капак, и на сите пишува за каков вид, тие се обоени со различни бои и се означени и значи уште кога одите по улица, еве да речеме купувате сладолед, така, го отварате сладоледот и опаковката, ако е од хартија, ја фрлате на секој толку метри, има од тие ете да ги наречам така популарно оџаци, отворите капакот на оџакот, ќе го фрлите значи селекција низ цела држава, а не во контејнерите се и се што да се фрла дури во 21 дури и околу контејнерите и значи треба да се кај нас тоа не постои. Например, комуналното предпријатие ги чисти улиците, ги мети и ги мие, ама контејнерите не. Значи, јас искрено да ви кажам, јас си земам ракавица за една употреба, за да го отворам контејнерот кога фрлам ѓубре, затоа што ми е гнас да ја фатам рачката. Исто во 21 век сум видела по сите контејнери како одам со велосипед на работа, луѓето од домашната кеса што си го фрлаат ѓубрето, ќе го отворат контејнерот, ја тресат кесата внатре од ѓубретот и пак ја земат назад. Не знам, значи потребно, сакам да кажам тоа дека потребна е едукацијата на народот во тој смисол. Исто така да се прави контрола во зимските месеци што се гори. Мене ми се случило
на Сабајле, кога сум одела на работа, да во контейнерите тука кај стаклената зграда, редовно во еден период, сега не го имам видено, се надевам дека е жив и здрав тој човек, сум видела човек кој што вади од контейнерите чевли, алишта, разни гајби на дрвени, се што. И еден ден го прашав, се извинувам, реков, дали ќе ви смета да ви донесам во најлони стари алишта, да не ги фрлам во контейнерот внатре, за да мора да ги вадите па да ги препервате. Тој ми одговори, како сакаш чупе, дојси ми, јас не ги земвам челите и алиштата за носење, па зашо ги земате, му велам, ги горам. Значи да не се дозволи горење на гуми, горење на неконтролирани горива, горење на обувки, горење на текстил. Тука се е, да кажам, јасни се смерниците и програмата на Глас за Македонија. Исто така, во еколошката програма спаѓа и зголемување на бројот на мерни станици и поправка. Ние низ Битола имало периоди и сега не мерат. Зошто сега, например, мерните станици на загаденост на воздухот не мерат? Не знам, јас сакам некој да прашам да ми одговори. Така, поголем дел од годината се вон функција. Значи, функција. постоечките да се активираат, но и да се зголеми бројот на мерните станици. Точно да се знае и точно да се детектира од кајде да се донеси мерка. Јас се сеќавам, мојот брат кога беше матурант во СФР Југославија, имаше донесено мерка заради недостаток на горива, нели, на горива за возење на превозните, на транспортните средства. Например, во парните денови да возат регистрации со парен број, во непарните денови да возат со непарен број. Тоа не е, мислам, не е застарела мерка, на некој ќе му се чини смешно, но и пред неколку години кога јас отидов во Словенија, тоа мерка беше воведена во Словенија точно за намалување на емисијата на отровни гасови. Во делот на екологијата, еколошката програма на Глас за Македонија спаѓа зголемување на големите површини, на зелените површини, исто така креирање на зелени површини на стамбени објекти или на други објекти, како што и во големите градови. Например, не мора да се оди многу далеку, да не ја спомнувам Кина. Оти Кина се станува репер за се, но еве да речем во Франција, во Италија има огромен број на згради на кои горните тераси представуваат градини и дури тоа може и бесплатно да им се дава на станарите да си одгледуваат што сакаат. Некој сака цвеќиња, некој сака, например, босилок од лековитите, да речем, и зачински билки и така натаму. Тука се јасни определбите на Глас за Македонија и, значи, во сите сегменти Глас за Македонија планира одржлив развој, максимално намалување на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде на Македонија и исто дел од еколошката програма сем одржливиот развој спаѓа контролата на квалитетот на храната. Да се зголеми контролата на квалитетот еднаш спомна по однос на производствените постапки и уште еднаш, да речам, не само од стандардизирана производствена постапка, туку во општо онечистување на храната, еколошко производство за храна, за кое, пак да повторам, Македонија има навистина можности и услови. Македонија има можности да стани вулкан на еколошка храна и да се враќам назад во делот на моето образование, бидејќи тоа исто спаѓа во производство на еколошки производи и на, да речем, лековити растенија и зачински билки. Мојот професор по фармакогнозија, професор доктор Богомил Горенц, ни во рамките на предметот фармакогнозија 2 и фармакогнозија 1 стално потенцираше дека Македонија меѓу двете светски војни беше најголем производител на камилица. Значи ризница во Македонија исто така има еден покоен, и овој професор е покоен, има покоен македонски
ботаничар и професор Дервенџи, сега му го заборев името во моментот, не мислам Васо, кој има и книга напишано. Значи во Македонија нема милиметар кај што не расти нешто лековито. Еве за пример да ви кажам, до мојата гаража долу, што не е нити поле, не е нити нива, и кај што влегвам со кола, расти цикорија. Значи тоа е лековито растение Цикориум интибус, кое луѓето го да, тоа е плевел, но има намена. Значи од коренот на цикорија се прави напиток од цикорија, односно на доместок за кафе, а да не кажам за лековитите својства на цело растение, на цела билка цикорија, не само на коренот, туку и на стеблото, и на листовите, и на цветот, и така натаму. Значи Македонија навистина, јас секогаш го кажувам, и со моите колеги го дискутираме, и со колегите од овде, и со колегите од странство, кога одиме на меѓународни собранија и симпозиуми и конгреси, дека нема милиметар во Македонија кај што не расти нешто лековито. Значи нема навистина, и нема милиметар во Македонија на тлото кај што ако ископате не најдите артефакт од други цивилизации. Нас не опоменуваат дека нашите 60 минути пополека истекуваат, а најинтересниот дел го оставивме за крај. Тоа е фармацијата, областа во која што сте целиот работен век, и здравството. Ќе завршиме, намерно ги оставивме за крај овие две области. Кои се вашата партија? Вие ми кажавте во нашиот разговор кога се договаравме за емисијата дека многу ваши предлози веќе се во програмата на партијата во областа фармација и здравство, значи сте и директен учесник во креирањето на оваа програма. Ајде да слушнеме и на самиот крај од емисијата нешто баш на ова поле кое што вас најмногу ви лежи. Да, по однос на програмата здравство и фармација, јас учествувам во програмата за фармација. Во политичката партија Глас за Македонија има многу лекари од разни специјалности и во здравството, глобалното здравство и на здравствениот систем го оставив тие да го работат, но по однос на фармацијата се вклучив и ги изработив ги нотирав сите пропусти досега и сите да речам предлози за корекции исто така ги креирав. Значи имам забелешки кон функционирањето на фармацевскиот и здравствениот систем. За жал има и еден спот кој што го снимив за политичката партија Глас за Македонија. Во сите овие 30 години Македонија не направила, например, закон за аптекарска дејност. Тоа е основно. Тој закон, значи, со донесувањето, со креирањето и имплементирањето и за работата на законот за аптекарска дејност, многу сегменти во фармацијата ќе бидат коригирани. Например, точно ќе биде дефиниран кој може да работи во јавна аптека. И сега вие во аптеки, во аптеките кои се во собственост на некои од синџирите, покрај фармацевти, значи и фармацевски техничари, имате и продавачи што работат. Обичен продавач, или имате некој, например, со завршен биотехнички факултет во Битола или некој со земјоделски факултет во Битола. Значи, точно законот за аптекарска дејност ќе реши многу проблеми во рамките на фармацијата, од типот како сега, например, постојат болници каде што во болничката аптека нема фармацевт, туку работи медицинска сестра или работи фармацевски техничар. Исто така има сите овие институции што се од типот на старски домови или домови за одгледување на терминално болни, ракуваат со лекови, но се не со одветни лица. Например, не е исто да има дипломиран фармацевт или магистер фармацевт, дури и специјалист фармацевт, со еден физиотерапевт. Не може физиотерапевтот да ракува со лекови. Исто така со аптекарската дејност ќе се коригираат тие работи, значи да си го најде секој профил своето место и видокруг на работа. Со тој закон и со преведување на стандардите, например, за ракување со цитотоксички и отровни лекови, ќе се реши тој проблем, затоа што тоа е посебна категорија
и со решавањето на соодветното ракување на со цитотоксичните лекови ќе се намали ризикот од заболување од типот на трудова медицина, ќе се подобри одлагањето на, значи, отстранувањето на цитотоксичните лекови, ќе се со тоа тука и еколошкиот аспект е и ќе се подобри употребата и нормално со употребата и ефектите од тие лекови. Исто така планираме и значи реформи во основното фармацевско тело, кој е дел од владата и дел од Министерството за здравство, тоа е Агенцијата на лекови, да се реконституира персонално, да не се ставаат за раководители, односно директори, партиски војници, како што е пример во изминатиот период, од кои некои имат и спорни, дури фалсификат дипломи, значи да се стават, да се сменат условите за поставување на таква функција. Не може некој кој добил диплома од областа на фармацијата со 3-годишно образование, без ниедно ден работно искуство да стане директор на стратешка институција. Значи, ние сите промени во фармацевскиот сектор ќе ги водиме во тој смер да Агенцијата за лекови стане стратешко тело, лекот биде поставен на местото кое си го заслужува, односно како стратешки производ и да биде намален на корупцијата и митото, односно профитот само на едни. Значи не може едни стално да се богатат, а едни да немат средства што да јадат. Исто така планираме и ревизија на законот за опојни дроги и ревизија на законот за производство на химикали и дезинфекцијски средства. Значи имате забелешки на тоа како се доделуваат лиценците за производство на марихуана, тоа го зборувавме. За одгледување на медицинска и канабис, односно марихуана, и исто така за производство на химикали и дезинфекцијски средства. Од и сега тој закон за дезинфекцијски средства или производство на дезинфекцијски средства е либерален и може кој ќе му текни било која хемиска индустрија да произведува дезинфекцијски средства и тие не да се продаваат во аптеки, туку како сега некој на тезга. Значи јас сум видела низ Битола средства за дезинфекција на персонална, лична, на раце, продават на улица на тезга. Мене ми беше задоволство што зборувавме овие 60 и нешто минути. Нашата екипа ви посакува успех на овие избори. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Ќе зборуваме и на други теми, посебно во вашата област во која што сте стручни. Ви благодариме уште еднаш и се надевам дека ќе ве видиме во Македонското собрание. Јас ви благодарам исто на поканата, на соработката. Исклучително задоволство ми беше да водам еден ваков пријатен диалог и не се надевам, туку сигурно нашата соработка ќе продолжи понатаму.